Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на емисијата 99%. Емисија во која се обидуваме да го извлечеме од луѓето она што тие најинтимно го чувствуваат и нивните најинтимни размисли по темите кои што секако нив ги тангираат како граѓани. Во ова издание на 99% верувам дека имаме една навистина актуелна тема која што не е актуелна само овие последни неколку години, туку актуелна е децении наназад. Станува збор за миграциите од село во град и животот на село во Охридскиот регион. Ќе бидеме поконкретно, секако бидејќи ние сме и охријани. На оваа тема денес ќе дебатираме со двајца наши сограѓани, Димитар Ставрески и Ванчо Стојановски. Најпрво да ви посакам добре дојдовте во студиото на ТВМ. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Темата веќе ви е позната. Значи, миграциите кои што децении наназад ни се случуваат, ќе зборуваме конкретно за нашиот регион кој што ни е најблизок, некаде, ако не се лажам, уште 50-тите години на минатиот така век, почна таа тенденција на иселување, масовно иселување од селските средини, дали поради таа индустриализација која што во тие години се случуваше, меѓутоа луѓето ги напуштаа своите огништа во потрага по некој подобар живот тука во градот. Што мислите, каде е нашиот град, односно нашиот регион, како стои со тој процес на миграција? Може и помлади ќе му даде предност. Па добро, јас малку и помалку сум информиран за вака некои постари, да речеме, факти. Меѓутоа, не знам, јас мислам дека главно, поточно јас повеќе би зборувал од страна на млад, кој што би сакал да се врати, значи, во село, така да главно причините што биле тогаш што заминале младите, не знам точно, најверојатно сигурно било индустриализацијата, барале подобар живот во градот и сите тие работи, но јас повеќе размислувам како и дали ќе се вратат младите по селата, бидејќи мислам дека преку големите градови ја губиме многу конекцијата со природата и некако премногу сме насочени кон технологијата и мислам дека тоа не прави подобри личности. Јас повеќе сум вклучен во некои граѓански организации кои што се со малку попрогресивни идеи, повеќе за органско производство, пермакултурни организации. Пермакултура ќе кажам накратко што значи. Тоа е значи одржливо дизајнирање на заедници со цел значи да се обезбедува храна и самата заедница да е одржлива и што помалку да се користат, да речеме, хемиски средства, што повеќе да биде во склад со природата. Како најтипичен пример, тие всушност ја мимицираат природата во смисла да гледаат како шумата функционира и се обидуваат да мимицираат истиот дизајн од шумата и да го употребат во, значи да речеме, во изработката на еден овоштарник. За целата таа интеракција на елементите што се случува во шумата, да се случува и во овоштарникот, со што би требало помалу ѓубрење, помалу прскање против штетници и слично. Се дружам, значи, во такви друштва и гледам дека во нив има голем ентузијазам на младите да се вратат, но мора да споменем и социјалниот фактор. Значи, доколку само јас би се вратил в село, би имал проблем и од социјален аспект, бидејќи само старите некако се останати по селата, се повеќе младите се во градот и така мислам дека баш овие екозаедници кои што младите се обидуваат да ги направат и се ентузијасти за тоа, мислам дека баш би го покрили и тој елемент, бидејќи би се населиле повеќе фамилии, повеќе младина би се населила и би се тргнал и социјалниот проблем. Ванчо, ја споменавме индустриализацијата, таа ли е единствената причина што ни фалат луѓе по селата? Вака, мене баш ми е драго што дел од младите вака размислуваат, бидејќи видите, Македонија е сепак аграрна земја. И темелот на економскиот развој немидовно е земјоделието. Покрај тоа,
Нормално дека мораме да развиваме одредена индустрија. Верувате, темелот на цел Балкан, посебно Македонија, е земјоделието. За жал, значи, јас сум сведок, значи, уште во мојата млазност видов, значи, како најнаш преку ноќ селата се иселуваат. Тоа беше една погрешна политика за времето на бившата СФРЈ. Настоивале да ги пренасочат така селаните, сточари, земјоделци да се населат во градовите, во градските средини и да се индустриализираат. Видете, први се направила тука грешката што еден слој на граѓаните во Република Македонија, значи од селските, планинските краишта, малку тешко е, то тежок и долг макотрпен процес преку ноќ да ги преструктурирате, да ги вратите во градски средини и да им наметнете еден сосема поинаков начин на живот, а посебно тоа дали биле соодветно обучени или не за одредени активности и плюс голем притисок не само како масовно населување во градовите, него и огромни трошоци тоа влечено. Сега вие го оставате родното огниште во своето село и морате овде да си направите куќа или да си купите стан, значи многу погрешни процеси се случувале, а напротив, јас ќе земам за пример на Словенија, бидејќи сум имал прилика војниот рок го служев таму и сум работел блиску до Словенија, сум соработувал со своји колеги, тие направиле навистина една добра проценка како треба да се развива државата, бидејќи верувајте, таа има индустрија, ама сепак и таа е претежно аграрна земја. Таму сета таа полесна индустрија е лоцирале во селските средини, во помалите градчиња, изградиле релативно брзо соодветна инфраструктура, така да дел од мештаните во селата биле вработени во таа лесна индустрија, али ја обработувале и земјата. А нивните стари секако биле понатака останали да се вработуваат земјата. Значи, таму, значи, селското население се одржало во тие рурални краишта. Верувајте, Љубљана и ден денеска, баш имаше скоро една информација, од 57 година, денес ги има, од 1957 година, денес од прилика го има истиот број на население. И што го напомна мојот млад соговорник овдека, значи, и то како се заинтересираните да се вратат дел од младите во селските средини, сеедно дали потекнуваат од таму или чисто имат намера, желба да се бават со земјоделие. Јас претпоставам дека не е само тука и економскиот разлог, значи бидејќи во градските средини веќе и то како се соочуваме со голем број на невработени лица, него еден добар дел од младите осеќаат дека едноставно смислата на животот се изгуби во градските средини. А јас сум во тоа убеден, бидејќи сум се школувал во големи центри низ Југославија, али верувајте, значи кој што не живее на село не може да го осети животот. Има една мала контрадикторност во целиот тој процес. Имате, овде морам да се искористам малку со подсетникот, значи 2010-та мислам дека се некои резултати статистички, некои показатели, 98, ако не се лажам, жители се иселиле од град во село, наспроти 163 кои што од селото го заменале со град, значи се преселиле во градска средина. А во исто време вие имате значи ситуација во која што скоро 30% од населението ви е невработено. Тоа е таа контрадикторност. Луѓето бегаат од места каде што има што да работат и бараат подобар живот во градот, меѓутоа не успеваат да го најдат очигледно. Видете, значи тука еден дел лежи и во нас, конкретно ќе кажам, што се уште екзистираме во селата, а и дел од оние што се вратиле во градовите, видите, земјоделието, како и секоја друга гранка, има своји специфики. Пред се, мислиме дека е многу тешко да се бавите со земјоделие, дека не е рентабилно. Денеска имаме, значи, многу технички помагала, механизација, системи за наводнување. Во најголем дел е олесната работата. Сега, ако сакате и покрај ова, значи, што имаме доста, значи, физичката работа ни е доста намалена, мораме да користиме и науката. Бидејќи во сите сфери, така и во земјоделие, толку отишла далеко науката, бидејќи ако не ја применуваме, ако не ја користиме, ние и покрај сите вложувања
финансиски во земјоделието, нема да ги имаме ефектите. Така и поради тој фактор се јавува одреден степен на скепса кај младите, бидејќи видите, ако се посветите озбилно на земјоделието, и то како знае тоа да биде профитабилно, а кога се работи за Охридскиот регион, ние имаме една специфична клима и нашите производи и то како се барани надвор. Плюс и Охридскиот пазар ни е релативно скап. Кога реком нашите производи се и то како се барани назад, тука би е напомнал црешата. Последниве години, значи, имаме експанзија на производството на цреша. Тука гледам малку вината на државата во претходните децении, таа, бидејќи сепак во одредени институции како Министерството за земјоделие и институтите земјоделски, што ги имаме неколку во нашава држава, сепак требале да ги насочуваат одредени региони со кои култури да се бават. А верувајте, црешата и то како е бренд и е релативно скапа, а лесна за одржување. Значи, зборувам за Охридскиот регион. Значи, тука одреден дел вина и на институциите, а и на нас самите земјоделците, бидејќи и кај нас не се пројавува иницијатива малку да размислиме. Охридскиот регион зошто е податлив? И верувате, јас секогаш при мои настапи така низ контакти и со представници одредени институции па и на локално ниво велам, ние не знаеме дека лежиме на мал златен рудник во Охридскиот регион. Која е тука нашата вина? Значи, не сме проценили што треба, со што треба. Не велам дека си, да имаме одредени подречја каде можете и други градинарски култури и овошни култури. Тука исто така и оревот. Тука гледам вината во нас пред се, значи, не сме седнале да размислиме и плюс ако насадам, ако посадам, луѓето веднаш прашуваат дали ќе има откуп. Тука сосема погрешно ние земјоделците да размислуваме. Никој нема да ви дојде дома да ви откупи. Вие морате да сте присутни на пазарот да го понудите својот производ. А денеска алтернатива за тоа, значи, имаме здружување. И то како здружувањето, верувајте, како ќе поттикне развојот во земјоделието, здружувањето, бидејќи сите сме ние мали производители и за извоз, ако сакаме нешто, за надвор да пласираме, ние ако не се организираме, ако не се здружиме, толку сме ситни мали, плюс мораме да бидеме правен фактор ако сакаме да го извеземе нашиот производ, и значи мора тој да биде контролиран преку такви задруги здруженија. Значи, основа за развојот на земјоделието здружување. Да не кажувам сега, не е тема здружувањето во овај мисла, значи ќе ве прекинам тука само да појасниме за нашите гледачи, ако не е можеби очигледно зошто темата ни е миграциите од село во град, меѓутоа ние зборуваме за земјоделие во главно. Да. Ако предпоставиме дека 90% или 100% од населението кое што живее во селските средини се занимава со земјоделие, секако со што друго, значи неминовно е влијанието на земјоделието, дали во иселувањето или пак во враќањето на тие. Значи јас сакав да кажам со ова мој излагање досега, значи ако сме паметни, рационални, значи кои култури да ги одгледуваме во нашиот регион и да се здружиме, само тогаш младите ќе го видат бенефитот и ќе имаат интерес дали да останат или да се вратат назад. Тоа ми беше поедно. Така. Димитар, постои ли логика во ова, ќе речам, условно контрадикторност која што ја споменавме? Имате од една страна ситуација во која што живеете буквално на поле, обработлива почва, која што утре може да ви го обезбеди животот и обстојувањето, а од друга страна одите во градот, мигрирате затоа што се обидувате да обезбедите за себе некој подобар живот, а се соочувате со неможност тоа да го остварите, бидејќи реално постои таа висока стапка на невработеност и мали можности за вработување. Па да, најчесто неверојатно многу лесно се мамиме младите дека полесно е во град и дека многу полесно може да економски, значи да си ги оствари целите. Но јас сум израсна, значи, во фамилија на земјоделци и како помлад и сега работам им помагам постојано. И можам да кажам дека како прво многу малку ги цениме некако земјоделците, бидејќи со тоа многу малку ја цениме и храната, некако гледаме со подбивање на нив, што не треба да е така нормално, значи. Според мене секој треба да се вклучи во процесот на производство на храна, бидејќи на таков начин личноста станува многу поодговорна за сопствениот живот. Значи, гледаме примери во некои развиени земји каде што луѓето не знаат кога ќе појдат во маркет, не знаат од каде доаѓаат производите. Значи, според мене многу подобро карактерот на личноста се гради на таков начин.
Да не испадне дека кога ќе ги прашаме нашите деца од каде доаѓа црешата, да ни речат од не знам кој супермаркет. Јаболка имаме од Аргентина, нажалост. Да, па да, и тоа можеме да споменеме. Јас, пример, секој пат и кога ќе пазарам од производите што јас ги немам, секој пат, значи, гледам на декларациите да се македонски. Значи, тоа мене ми е многу логично, значи, за да ја подкрепиш локалната економија. Што по-локално, то по-добро, значи, што од поблиску, то по-добро. Му помагаш на останатите земјоделци. Во однос на тоа колку може да се живее од земјоделството, искрено, значи, мојата фамилија произведува малу повеќе од тоа што ни е потребно и тоа го продава, така да не сум баш најкомпетентен. Господинот Ванчо повеќе може да каже за тоа. Друго што сакам да споменам е дека да, од една страна поврзано е нормално со земјоделството, враќањето на село, меѓутоа тоа не мора да значи да е као дека личноста мора да обстојува само од земјоделството. Значи, живееме во време на интернетот и технологиите. Ево, например, јас завршив програмирање. Многу од луѓето што знам работат као фриленсинг, значи да работат преку интернет. Можеш да имаш и друг доход, а да живееш во селото, да си произведуваш храна за себе си, значи за сопствената фамилија, и да уживаш во таа конекција со природата. Така. Ванчо, вие сте некој исклучок од правилото. Вие живеете во градот, меѓутоа најголемиот дел од времето го поминувате во Орман, каде што се занимавате токму со земјоделство. Да. Како успеавте да ја победите статистиката? Да, јас сум роден орманец, али како дете сме се, кога бев јас уште дете, сме се преселиле в град и видите, значи, јас преска напомнав, дел од животот сум го поминал низ Југославија, значи во големи градски средини. И ете пак на крајот сум се вратил кон земјоделието последните 20 години, значи се бавам исклучиво со земјоделие, и пред се осеќам и голема љубов према природата. А и се свесни сме, рече младиот соговорник, значи, што младите не само поради, дел од младите не само поради екзистенција, него и што имат неможност за работа тука, него на дел од младите во секој случај им смета урбаниот живот. А многу Вас ви смета урбаниот живот? Во секој случај. Па на секој нормален човек тоа му смета. А и во секој случај овдека во Охридскиот регион нашите села се блиску и да не живеете во селото, имате можности, денес имаме, значи, превозни средства, да обработувате земја, може да сте некаде и вработени, али дел од денот, значи, да го поминете и во природа, на својата нива, значи, ако не за продажба, барем за своји потреби, како што кажа тој, ќе си произведете и што е најбитно, знаете што јадете, своје производство. И да се навратам на мене, значи, ете, јас љубов спрема природата и воопшто, значи, видите, па Божја работа е да произведувате храна, значи, што е многу битно за Македонија во најразвиените земји каде што имаат можности за земјоделие. Знаете колкави се огромни субвенциите, јас сум имал прилика одреден период да поминам во Швајцарија и таму млекото им се плаќа, таму имате мали мини фарми за производство на млеко, бидејќи само на мини фармите може да биде производството контролирано и што поприродно произведено. И баш ми остави тоа впечаток дека млекото на производителот му се плаќа по повисока цена него што е во маркетите. Зошто? Вика Швајцарија, ние мора за нашите деца да имаме наше контролирано и квалитетно млеко. Значи, што сакав да кажам, Македонија треба да биде пресрекна за 2 милиони жители, ние имаме премногу ресурси за производство на храна. Проценките се уште 5 до 6 пати, значи повеќе за повеќе жители, за уште десетина жители ние треба да извезуваме храна. И што е најбитно, ајде да не извезуваме. За нас мора да има државата, значи, храна со контролирано потекло, бидејќи во светот, верувајте, се произведува поради трката за профит, не се бираат начини во производството на храна. Тука само малку да напомнам, се користат генетски модифицирани организми како при семенските материјали. Тоа е толку опасна работа. И сега во Европа ги имате тие семенски материјали забранети се за увоз и за употреба. Али вие имате од Јужна Америка, цела Европа е преплавена со месо
Стоката е хранета со производи на база на ГМО. Значи, многу е битно државата да има, ако има потенцијал за земјоделие, значи да ги обезбеди најголемиот дел од своите потреби од собствено производство, што е многу битно. За една здрава нација. Како се чувствувате кога од тука, од градот каде што живеете, заминувате во Орман да погледнете до каде ви е зеленчукот, или пак кога оттаму мора да се вратите во градот за да преспиете? Верувате, јас си уживам наутро кога ќе си одам в село, едноставно се враќате во природата, апсолутно, а и гледате дека имате оттаму бенефит. Навечер кога ќе се враќам назад, срека е и живам во дел на градот, кај што е една страна таму градска плажа, убав дел на градот, али сепак верувате ми смета на градската средина, така, значи, ете. Во секој случај, значи, има и одредени позитивни работи во градската средина, али верувајте, многу повеќе по позитивнито како имате надвор од градските средини. Пак ќе напомнам, Господ ни го дал овдека Охрид, значи со блиски села, значи јас не знам зошто, верувајте, преку 50% од земјата во Охридското поле стои необработена. Ќе слушнете младите, па и тиете што се постарите, што се во години што се оселиле, не ми се исплаќат и сето тоа има една изрека, значи земјата не е рамија. Први, колку е битно да произведете за вас и за вашите деца и внуци здрава храна. Први на тоа треба да размислуваат луѓето. На секој чекор имате скоро низ нашето поле можности за наводнување. Сега ова не е тема како би требало да се реши понатака наводнување, значи и то како еден добар дел од нашето население може да екзистира преку земјоделието. Не велам дека ќе се збогатели. Јас конкретно имам пријатели, комши сме во Охрид, овдека, и комши со нивите в град. Луѓето и таму си имаат куќерка, имаат неколку пластеници, имаат фирма. Со индустрија се бават, мало производство, али обработуваат и своето парче 600-700 квадрата и уште околу 1000 квадрати под наем од соселанец, произведуваат за себе си, за дома све што им треба и уште 2 до 3 пати повеќе туку пласираат на Охридскиот пазар. Значи, сите тие бенефити мораме да ги искористиме. Јас слободен сум да кажам дека изгледа не ни се работи. И што кажа помладиот колега, малку е срамно да се бавите со земјоделие. Знаете надвор како се ценат и фармерите. Државата ги држи како капка во раце. Ке дојдеме до нив малку подоцна. Димитар, ти припаѓаш на помладата генерација, меѓутоа сепак нема некоја тенденција кај тебе повеќе да гравитираш кон градот со оглед на замислата која што имаш за тоа како би требало да функционираат работите, она што го спомена за пермакултурата, зошто одиш спротивно на тенденцијата од твоиве соврсници, да речем? Па не знам, јас од секој пат значи сум се пронаоѓал поќе во природа, имам пак среќа што сум роден во Охрид и што стварно се уште има доста природа, иако почна премногу и Охрид да се урбанизира. И најверојатно тоа е најголемата причина, затоа што повеќе сум повлечен, меѓутоа мислам дека како што рече и господинот Ванчо, дека по некое време човекот сваќа дека му е потребна природата. Значи, и јас сум работел со технологија доста и некако значи, за самото здравје ти е потребна природата. Не можеш да не излезеш надвор малку да прошета. Значи, ако се бавиш со земјоделство, тоа е прекрасно, бидејќи физички си активен. Ние сме суштества кои што физички треба да сме активни. Некако технологија многу нима закрждавено. И тоа го зборувам, а имам завршено програмирање, значи работа ми со технологија. Но мора да има некој баланс. И кај сите луѓе што гледам, ентузијазмот е голем, бидејќи ја сакаат природата, сакаат да живеат во склад со неа, да не ја уништуваат, сакаат да си произведуваат добра храна за себе си. Тука можам да споменам јас некои од организациите со кои што сум во контакт, например Зелената арка од Скопје, тие се пермакултурна организација. Исто така во последно време добро функционира организацијата која е првата кооператива за потрошувачи на органска храна, Добра земја, кои победија мислам трето место зедоа на регионален надпревар
и сега заедно ќе реализираат еден проект со Зелената арка, каде што ќе се поврзат со производители на органска храна, ќе им дадат бесплатна обука за органско производство, за пермакултурен дизајн и потоа нормално ќе се поврзат со потрошувачки за нивните производи да ги пласираат, што мислам дека е многу добра иницијатива. Знаеме какви се бројките и каква е генералната слика за тоа колку луѓето ни ги напуштаат или барем напуштале, ако ништо друго во минатото, селските средини за да дојдат во градот. Каде вие поединечно ги гледате причините зошто тоа се случува? Мислите за таа миграција и денес што се случува? Секако, да. Па јас преска во моето излагање напомнав, бидејќи знаете, значи ако сакаме, значи сепак значи луѓето сакаат да видат одреден бенефит ако останат да живеат на село, бидејќи рековме дека претежно би се бавеле со земјоделие или сточарење. Тука значи нашата вина е значи што одредени техники не ги применуваме во земјоделието и ги немаме ефектите очекувани. Тоа е основната причина, бидејќи и покри целата желба сакате да останете на село, ако несоодветно функционирате во земјоделието, го немате бенефит. Од такви случаи јас гледам многу. И луѓето се разочаруваат. Едноставно не сакат да послушаат одреден совет. Денеска имате на X начини да дојдете до информации, значи. Ќе ги слушнете некој ја постаро. Не, денеска сме во 21 век. Сома не сакам да кажам нешто ново како од Марс да донесеме тука, него немаме време во оваа емисија да елаборираме што како. Видете, јас соработувам со институтот од Суботица, тој институт е насловен како Институт за нови технологии во земјоделието. И тие перцепираат исклучиво производство на бионачин, значи. Никакви некои критериуми да се наметнат на земјоделците како нешто да им се ускрати. Напротив, значи, преку тој институт ние се учиме како да ја користиме природата за заштита на растенијата. Значи, да добиеме здрав производ со повисока цена, значи само така поголем бенефит, со помалку третмани, значи. Конкретно, значи, зошто ова го велам? Конкретно моите производи, јас доскоро се бавев со пластеничко производство, јас 20 години немав никаков проблем за пласманот на моите производи. Муштиријата не можете да го излажете. Снабдував неколку тезги, едно мини пазарче, и муштериите од Вајчака да дојдат моите производи на пазарот. Многу се потрајни ако се на здрав начин произведени, со биопрограма, многу подобар вкус и победата се одликуваат. И значи што се потрајни, тука не можете да го излажете муштеријата. Значи имав соодветно по повисока цена ги продавав моите производи и верувајте 95% ми беше екстра класа и значи ништо не ми остануваше непродадено. Значи сум го постигнал тој начин да имам бенефит. Значи ако не почитуваме одредени критериуми, ако навистина не се ангажираме и не се посветиме како што треба кон земјоделието, ќе имаме значи помал род. Прашање дали ќе можеме да ги пласираме своите производи, ова го кажувам од искуство, бидејќи контактирам со земјоделците. И тука тие губат волјата, се обесхрабруваат. Значи, пак ќе спомнам јас една Словенија. Знаете ли тие таму како работат во земјоделието? Па и тоа е занат, и тоа е професија. И тука малку вина лежи и во нашите институции. Во Словенија, да, мислам дека сега и во Хрватска исто тоа се применува. Немате ви субвенции. Субвенции добивате за било која култура што ја произведувате, немате субвенции ако не посетувате годишно, да речеме 10 или 15 дена трибини за едукација. Бидејќи субвенциите вие ги фрлате како во буре без дно, ако земјоделецот не знае да ги ефектуира тие пари, да ги вложи правилно и нормално да го шири своето производство или од соодветното производство да има што поголем бенефит. Значи, мораме ние да сватиме дека и тоа е занет, и значи тука мора да најде начин државата полека да ги едуцира земјоделците. Бидејќи неедуциран земјоделец во секој случај релативно брзо ќе се обесхрабри. Овде предлагам да направиме една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото.
Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Откако ќе се појави, ова чувство веднаш се засилува. Лази како морници. Го забрзува пулсот. Буди моќ што не запира. Конечно, слободно е да се претвори во брзина. Кое гориво го возбудува вашето возило? Порше го избра Ектоплус од Лукоил. Одберете викенд прошетка во месец ноември по специјални цени. Посета на Бигорски манастир и Рајчица 450 денари. Посета на Света Богородица Пречиста Кичевско и Крушево 530 денари. Прошетка околу Охридско езеро 460 денари. Посета на Кањон Матка и прошетка во Скопје 570 денари. Се е возможно со Макс Травел. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoće ovo u buvanje. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Popovski, kako je majka ti? Ubav, to je na majka. Chipsos, muchos gustos. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Јас сум деца мало мечелино, секогаш ти спремам нешто фино. Трскави, снеголки, хранливи житарици. Кога ќе пораснеш, види што сакаш. Избери ја својата професија во мојот нов календар. Ние сме 99%. Еве непочитувани повторно назад во студиото на ТВМ телевизија. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес разговараме на тема миграциите во регионов и животот на село. А мои соговорници се Димитар Ставрески и Ванчо Стојановски. Да продолжиме каде што застанавме. Ако ги споменавме кои се причините за иселувањето и во минатото па и сега на луѓето од селата и миграциите во град, тогаш зошто сите овие години, ако некаде 50-тите започнал тој процес, зошто сите овие години перзистира тој процес и се уште е актуелен? Ќе оставам дел на соговорникот да каже, значи, како младите дел, размислува за назад, али поголемиот дел, значи, од село во град. Овие процеси ретроградниви, значи, повратните процеси ќе одат доста бавно. Многу бавно. Можда малку ќе ги убрза лошата економска ситуација, бидејќи сепак неможностите во градот да се вработите, еден дел ќе проба да се врати кон селото. Тоа во секој случај ќе ги иницира, ќе ги потпомогне, али значи тука исто државата мора да изнајде начини што, како да ги стимулира на посоодветен, поадекватен начин и да воопшто животот да прецепираме малку поинаку. Не е срамно да се бавите со земјоделие. Јас ова ќе направам само една
мала паралела со автомобилите. Видите, во Западна Европа, посебно во Данската, една од најбогатите земји во светот, таму не се срамат да одат на работа со велосипед. Не се срамат да работат на почвата. А кај нас овде срамота е кога видат се точак во градот. Исто срамота е, значи, да работите земјата. Само да не заборам нешто да напомнам, значи, што значи апсолутно тоа. Димитар Преска кажа, значи, што се случува посебно со младите, значи, и физички назадуваат и психички во градските средини. Скоро имаше една емисија за Германија, а пред неколку години за Чешка, видите таму што се случува. Колку во Чешка, во околината на Прага, еден блок од неколку десетина хектари е поделен на луѓе од Прага, кои што се вработени во Прага, екзистира, значи, од својата плата, по неколку стотини квадрати едно парче, сите си имат по едно парче, и таму одат си произведуваат храна за себе и си се дружат, можете да си направите некоја барачене, тврда градба. Истото сега се случува во околината на Берлин. Значи, државата им дава по енормно ниска цена наем, по неколку стотини квадрати, видува, значи, дека што направивме со во градските средини. И само со ова ќе завршам што малку исто во Германија видите какви процеси имате со малите деца од детските градинки. Исто скоро беше на телевизија, на медиумите наши. Ги лоцираат детските градинки во поголеми паркови или во најблиската шума. И децата сами си прават колиба, и ако заврне, тие се на дождот помалку, после се прибираат, ќе падне, ќе се удри, ќе се изгреби, самите си прават колиби, значи под надзор на негувателките, и во колибите си се тие 7, 8 или 10 сати. Иначи, Западот свати, значи, што се случува со младите и понатака возрастни луѓе, што се случува со нацијата ако избегате од природата. Тоа е страшна работа. Димитар, каде ти ги гледаш причините? Ако некогаш била индустриализацијата и тој процес не ни е, можеби, нас во колективното сеќавање, каде ти како помлад сограѓање ја гледаш причината зошто овој процес упорно опстојува сите овие години? Да, па вака, исто би се надоврзал на тоа, баш со децата интересен пример даде. Мене ми изгледа некако морбидно кај нас кога ги видам игротеките што изгледаат како казина, значи ти злепени да не видиш ништо надвор, значи децата играат целосно вештачки услови, што според мене е многу некоректно. Значи детето најмногу си се радува кога игра во природата, ти можеш да си тука да внимаваш, да детето нормално ќе падне, нормално ќе се изгнасе, не треба значи до толку да ги презаштитуваме децата. Во однос на прашањето за зошто продолжува и како тоа ќе се одвива во иднина, јас мислам дека уште полошо ќе, бидејќи мислам дека дури тие што гледаат дека нема излез во градот, ако нема излез во Охрид, тие бараат начин да заминат Скопје. Ако нема излез Скопје, значи сега се отворени границите, младите гледаат да излезат од државата. Многу ретко кои од младите се одлучуваат, значи, да се вратат на село. И не мислам дека државата премалку внимание обрнува на вака некои ентузијастички групи што стварно сакаат, значи, да се вратат во село. Мислам тие треба да добијат многу поддршка за да ја оствара нивната идеја. И значи доколку би се создало едно такво еко село, мислам дека тоа ќе биде голем поттик за останатите што би сакале да се вратат во селата. Значи бидејќи едно такво еко село може да биде отворено, каде што другите ќе посетуваат, ќе гледаат како живеат луѓето. И мислам дека тоа ќе му даде поттик на луѓето, бидејќи знаеме тоа е во нас, значи да сакаме да сме во природа. Тие работи се во нас, само треба да си во средината за да ти поттикне тоа чувство. Ако ги имаме вашите примери, дали тогаш процесот на деаграризација кој што децении наназад да се случува, значи луѓето да си ги напуштаат земјоделските површини за да дојдат во градот, е сега во некоја фаза на регресија или пак ова се само некои светли точки кои што не се за жал дел од нешто поголемо, туку се само некои такви изблици кои што повремено и спорадично се случуваат? Јас сум оптимиста, значи ете го пратам добро земјоделието, оптимиста сум дека еден дел сепак ќе се одлучи да се враќа кон земјата, дали ќе живее тука и ќе обработува или ќе се врати во подалечните наши села и па и во Дебрца, затоа што веќе почнуваат овие години, почнаа процесите, значи
на нешто ново во земјоделието, значи не хаотично онака, значи тука ќе нагласам уште повеќе треба да се ангажира државата, не само преку субвенциите, бидејќи видите во светот, Обединетите нации наназад години и децении опоменуваат во светот, во сферата на економијата ќе се развиваат само здравството и производството на храна. Ја не морам да возам нова и скапа кола, али секојдневно морам да се хранам и колку ќе затреба на доктор. Значи опоменуваат наназад, значи неминовно и то како, верувате, значи тој Обединетите нации го потврдуваат, ќе се развиваат земјите кои имаат потенцијал за производство на храна. Еден од процесите, значи, е здружувањето. Без здружување во задруги. Значи, тоа се чисто, значи, по наша волја се здружуваме некако во времето на бившата Југославија. Единствен начин да го имаме бенефитот и покрај тоа, значи, што користиме наука и нови технологии, другиот предуслов е исклучиво здружување за било која врста на земјоделски производ. Бидејќи сите сме мали, не можеме да настапаме на пазарот посебно за извоз поединечно. Значи, храната ќе се бара и бенефит ни е, значи, голем здружувањето. Тука државата доста помага за другите. Верувајте, во Источна Македонија има такви јаки моćни задруги, значи луѓето и така го видат бенефитот. Значи, поради тоа сум оптимист дека кај нас тек почнуваат процесите, овие процеси. Затоа реков преска дека ќе се тие долги. Штета што порано некои потези не се превзедоа. Али ете се надеваме. Ако имаме предвид дека сега живееме во едно информатичко општество каде што буквално технологијата на секој чекор ја има и се користи за секакви работи, Димитар, ти можеш тука ме подкрепиш бидејќи дел од твојата професија е токму тоа. Зошто тогаш младите би се вратиле во селата или би се занимавале со земјоделство наместо да седат во убава чиста канцеларија и да работат на нивните бели и чисти компјутери? Па добро, тоа најверојатно е индивидуално. Јас, пример, порадо би работел в село. Тоа е индивидуално најверојатно личноста, ама мислам дека, значи, како се развива личноста, дека ќе достигне сепак тој момент кога ќе сака повеќе контакт со природата. Тие бели убави канцеларии се можеби вака убави за изглед, меѓутоа за здравието на личноста сигурно не се убави, бидејќи телото си бара природа, телото си бара повеќе физичка работа, не да се застанат на компјутер. Мислам, тоа може се, да речиме, да се комбинира. Значи, можеш ти да работиш, да речиме, 6 до 8 сати на компјутер, останатиот дел од времето, значи, да работиш во бавчето. Као прво, сите, да речиме, програмери, еден од главните проблеми му е арбетот, од премногу седење. Значи, доколку тоа се комбинира со физичка активност, ќе ги видат бенефитите и од тоа. Исто така технологијата може многу да се користи нормално во земјоделството, тргнувајќи, значи, од механизацијата, па исто така сега ето има интересни пример, има апликации за телефоните за препознавање, значи, на дрвата, на растенијата. Тоа малу може да не поттикне нас младите, значи, кои што за жал многу малку се разбираме од дрвата и од растенијата, ето да научиме на еден полесен начин да се запознаеме со природата. Така да мислам дека тие две не мора да се исклучуваат една со друга, може да се комбинираат и мислам дека мора да се комбинираат за да имаш здрав човек. Так. Ајде сега едно обратно прашање. Ако имаме производна земја која раѓа и која што може утре да ни ја обезбеди трпезата која што ќе имаме дента, зошто да се напушта земјата и наместо тоа да се бараат токму овие поурбани професии кои што ги имаме? Вклучително тука, ете, ќе споменам, и Димитар ја спомена технологијата, зошто да не се прибегне многу повеќе кон употреба на она што како технологија го имаме, која што, ете, можеби е сконцентрирана во урбаните средини, меѓутоа неминовно може да се употребува и во земјоделието и во слични активности кои што се одвиваат во селските површини. Пак ќе кажам, јас сум оптимиста. Оптимиста сум, ќе се случуваат воопшто во светот повратни процеси. Неминовно е тоа. Премини и поради екзистенцијата сама и како што рече Димитар, веќе е добар дел и смета урбаниот живот на добар дел
од луѓето, дали млади или стари, бидејќи се си има свој крај и кулминација. Во една Македонија ние кога велиме дека градските средини се пренатрупани, а што остана во останатиот видите Западна Европа. Па и таму опаѓа. Вај се зголемува невработеноста. Значи, она што го реков преска. Само здравството и земјоделието, производство на храна ќе одат напред, другото ќе опаѓа. Другата индустрија во цел свет неминовно паѓа. Зошто еве и кај нас конкретно се лоцираат одредени фирми од надвор од светот? Гледат дека се веќе таму непрофитабилни се. Им опаѓа сигурно производството и барат некако начин да се одржат со поевтина работна снага. Индустријата и то како опаѓа во светот. Големи, огромни компании за производство на коли веќе се нишат. Крајзлер уште пред неколку години, прашање сега дали работи, не знам. Значи, неминовно, градските средини, како, со што, не да прехранат, ќе имате храна, али до што ќе инвестира, со што ќе купат храна. Верувајте, значи, во големите градови, да не видам јас сега, ете така некој предвестник на нешто лошо, али опоменуваат, сепак колку толку пратиме анализи во големите градови, веќе во наводно најмоćните индустриализирани, најбогатите земји. Прашање дали навистина се такви, дали стојат добро на нозе, како што ние мислиме или како што тие сакаат да прикажат. Тие се многу уплашени бидејќи немаат капацитет за производство на храна. Една Србија пред бомбардирањето на НАТО беше таму катастрофална ситуација. Многу добро ги знам приликите, бидејќи таму си има мои пријатели и школски другари. Верувајте, тие на бончиња добиваа храна и преживееа. Тој хаос таму и бомбардирањето од НАТО све им разрушија. Значи, опстана државата бидејќи имаат ресурси за храна. Платата ја добивате денес, да речеме 100 марки против вредност, додека одите во продавница паѓа на 70 или 60 марки. Опстана, добиваа храна на бончиња. И така Србија преживеа. И останатиот дел од светот, онаму, значи, кај што кубурат со ресурси за производство на храна и то како се мисля што понатак. Значи, затоа реков, нафтата. Денеска се користи нафта, утре не. Тие држави се најбогати. Ама каде е да и нафтата ќе пресуши или ќе се јави друг алтернативен извор на енергија како сонцето. Али ако имате собствено производство на храна, виде зошто ја срушија Либија. Најмалку поради нафтата. Тој Гадафи бил паметен човек. Либија, најголем дел од Сахара е на незината територија. И денешнава технологија овозможува, значи тие направи еден огромен систем за наводнување, 500 километри фи 10 еден тунел одведоа река во пустината. И со софистицирана технологија, значи за прихрана, тие почнаа да ја оплеменуваат Сахара и Америка се уплаши бидејќи ќе почнела Либија да ја контролира цената на одредени овошни култури. Сваќате, значи, оние земји, еве Кина, денес Кина најмногу вложува во Африка. Африка е најголем потенцијал за производство на храна. Значи, тие држави можда нема толку да се збогатат, али епте многу сиромашни пополека ќе одат напред. Така, многу, значи, и то како е битно, пак ќе кажам за Македонија, ние треба да сме пресреќни, ако знаеме адекватно да ги искористиме нашите ресурси. Така. Ја споменавме технологијата на два пати. Не е ли можеби тоа онаја алка која што недостасува за да се вратат младите во селото или барем да се заинтересираат за земјоделието и она што може да го прават во селото и на некој начин да ја употребиме таа технологија за земјоделието, да го направиме поатрактивно, за да не биде тоа нешто, како што каже Иванчо, да се срамат младите да се занимаваат со земјоделие, туку напротив да кажат дека она што светот го има како врв во технологијата се однесува на земјоделието, тие можат да го применат и да видат како функционира. Па да, значи како прво, значи мислам и да не е технологијата. Со технологијата може да му се доближи, како што рече. Значи, со технологијата можеме да му ја доближиме на младите, бидејќи тие најчесто кога ќе помислат за селото и значи за нивите, секој пат размислуваат како тоа се старски работи, ние ги надминавме, ние сме напредна нација, преминавме на технологија, но како што спомна и господинот Ванчо дека сите најразвиени земји се лека полека
сватиле каква е ситуацијата и имаат се враќаат значи на создавање на борба за ресурси за храна. Да, борба за ресурси за храна. Сваќаат колку е важна земјата, значи кај нас тоа моментално ние не го сваќаме. Да, дали технологијата ќе му ја доближи? Јас гледам дека и без технологијата некои да речеме нови начини на земјоделство кои што не се нови, всушност тоа се старски начини кои што се подзаборавени, но сега се спакувани во нешто ново и пермакултурата е нешто такво. Значи каде што работи што старите ги правеле порано, сега пак стануваат актуелни и на младите кои се интересираат за природата му е интересна цела таа интеракција на природата. Значи како секој елемент во природата си има свое место, си има своја улога. И самото тоа всушност ги мотивира да се вратат кон природата, значи и да пробаат на некои нови по-прогресивни начини да обработуваат земјата, да оправат тоа во склад со природата, значи да пробаат да не го нарушат тој баланс, бидејќи ако го нарушат балансот и храната нема да е како што треба. И мислам дека тие од јаш, значи што сум се дружил со такви личности, значи тие елементи повеќе ги мотивираат отколку да речеме конкретно технологијата. Технологијата може, како што викам вака, да речеме со некоја апликација, со нешто така што му е поблиско на младиот човек, можеби да, малку ќе поттикне за да се врати кон природата. Ама повторно, значи, се е до желбата, се е до тоа колку сакате, значи, да научите за природата. Мислам, тоа е главното. Или да бидам можеби малку повулгарен или да го кажам тоа што можам пократко, ако им го направите на младите интересно земјоделието, без разлика кои биле нивните претходни сваќања, што поинтересно им го направите, сигурно дека и побрзо ќе го прифатат, да. Ако не засакаат, барем прифатат како начин на живот. Да, исто така сакам да споменам нешто што го спомнав ми претходно за одржливоста, значи за одржливиот начин на живот. Многу е важно да можеш да си произведуваш сам храна. Значи да си малку понезависен. Ние тоа не го сваќаме, меѓутоа токму поради таа очајна состојба се вработуваме на работни места и трпиме некои работни услови што не треба да и трпиме. Доколку си имаш собствена храна, доколку имаш место каде што можеш малку да се повлечеш, имаш некоја сигурност, да речеме, не си во таа очајна состојба која што индустријата ја користи и ги прекршува со тоа работничките права. Меѓутоа луѓето не се бунат поради тоа што немаат каде. А во денешно време, според мене, во Македонија скоро сите имаат каде, бидејќи сите имаат в село куќа, имаат имот. Значи, јас порадо би се повлекол в село и би работел, значи, и би се прехранувал, отколку да работам кај некој под мизерни услови. Мислам дека премногу лесно ја губиме таа битка за работнички права на таков начин. Така. А и поевтино да се живее во село, нели? Во секој случај, значи, во село помалку ќе потрошите, а нешто поќе ќе извајте, ќе заработите. Тоа е правилно наспроти градска средина. Како ќе ги убедите оние кои што се скептици и кои што не веруваат во резурекцијата на селата или на земјоделието или на било кој начин да гледаме на тоа, како да ги убедиме дека да, ова е вистинскиот начин и да, ова е иднината, иако можеби тие во моментот имаат некои други гледишта кои што велат дека не, технологијата и урбанизмот и она што представува урбан и социјален живот е иднината. Не е ли возможно да се воспостави конекција и со технологијата и со социјалниот живот, а во исто време да се практикува и земјоделието и да се биде продуктивен, не само како човек кој што ќе може да си ги продава производите, него и да не сме во минус, што викаме. Така. Да, и тоа како може да биде интересно? И е интересно денеска земјоделието, значи не се оние старите методи, старите начини. Тука да напомнам, значи новите технологии во земјоделието денес овозможуваат и биопрепарати, да не мислат луѓето дека нови технологии произведуваме кузнешо таму. Напротив, значи нови технологии во земјоделието имате многу интересни работи тука. Може да се надополне одредена дејност во градската средина, значи со селото. И јас кога ќе се сетам, значи пред кога бев млад, апсолутно и тогаш не се јас сум ме љубил од секогаш природата, али некако не ме врзуваше да се бавам со земјоделие, бидејќи
не беше толку интересно, што кажа Димитар, знае и то како да ви го исполни денот земјоделието, значи физички да сте поодморени. Така да и тука имате многу да применувате иновации, да сте креативни, верувајте, значи имате како креација и во земјоделието. И прво кога ќе видите нешто го гледате секојдневно, тоа е жива материја, па ајде да пробам вака, можда на поинаку нешто подобро. Јас природно стално си експериментирам, ма да пратам и одредени инструкции, али према климатските услови, према почвата, морате и вие тука да одредени експерименти вршите и тоа, така како може да биде интересно занимлjivo и за еден млад човек. И јас имам доста контакти со така конкретно екологисти млади, кои ќе дојдат, верувајте, ќе се застанат тука и ним се враќа некојаш назад. Значи и тоа како можете да бидете креативни во земјоделието. Димитар, можно ли е враќање на младите во селските средини и до кој степен би било тоа возможно да се направи? Па не знам, значи искрено не знам како ќе се одвива работата. Јас од круговите во кои што се движам гледам дека и тие што навистина сакаат да се вратат имаат проблеми, значи многу тешко оди процесот. Нема никаква поддршка, да речеме, од државата. Не зборувам се за субвенционирање, да речеме, во земјоделството, бидејќи тие повеќе сакаат на таков начин да се вратат, да произведуваат колку за себе, значи да произведуваат со некои нови методи, да создадат една екозаедница, значи и најчесто наидуваат на големи пречки, па не знам како во иднина тоа би се одбивало. Испаѓа дека јас сум малку песимиста во мавето, меѓутоа не знам, мојот поглед е таков за моментално. Добро, мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување. Мислам дека успеавме да на нашите сограѓани, на нашите гледачи да им дадеме еден малку поинаков видоглед, значи како би можеле не само да бидеме здрави, јадејќи го она што сами го произведуваме, да се чувствуваме исполнето, да бидеме во допир со природата. Урбаната средина никогаш нема да ни избега, тука сме мало место и сите тука живееме, нема каде да одиме. Ви благодарам за вашето денешно гостување. Благодарам и би напомнил само на крај, значи во земјоделието заборавивме да кажеме во однос на другите стопански гранки се релативно мали вложувањата, значи помали се ризиците. Почитувани, овде е крајот на ова издание на 99%. Јас ви благодарам за вниманието со кое вие не следевте. За наредниот вторник повторно ви ветувам нова интересна тема, а вие до тогаш останете на програмата на телевизијата Вама. Пријатно! Ние сме